Почтувани браќа македонци и сестри македонки, почтувани државјани на Република Македонија. Вчера од Брисел слушнавме добра вест. Францускиот председател Емануел Макрон се спротивстави на датумот за преговори за Република Македонија. Медиумите во Македонија известија дека Макрон наводно се спротивставил поради недостаток на реформи во Македонија. Ова заборавете го, ова е една голема лага. Одлуката на Макрон, која што беше синхронизирана со идната француска председателка Марин Ле Пен, во суштина се сведува на тоа дека не може членство во Европската унија преку национално предавство. Не може членство во унијата преку бришење на името, идентитетот, историјата и традицијата на македонскиот народ. Полтроните секој ги посакува, но никој не ги цени, и тоа вчера на дело го покажа Макрон. Едноставно, ти благодарам, Емануел, паметен потек. Меѓутоа, тоа е сега историја. Денеска слушнавме од Заев дека ќе има нови избори во Македонија. Затоа, Единствена Македонија како партија која секогаш е на првата линија во одбрана на националните и државните интереси, како партија која полагаме корени во историското ВМРО и во светлите партизански традиции, едноставно во овие символични моменти за татковината не можеме да стоиме на страна. Мора да го кажеме нашиот став. Затоа ние набрзо ќе излеземе со нашата алтернатива, со нашата платформа за Македонија. Сакам да кажам дека ова што го слушате од Заев, дека Македонија нема алтернатива на НАТО и на ЕУ, тоа е една голема лага. Единствена Македонија ќе излезе со својата платформа со јасни определби од која ќе се види дека има алтернатива за Македонија, има алтернатива за македонскиот народ и за поголем дел од државјаните на Република Македонија. Меѓутоа, за да успее нашата платформа, тоа претпоставува една претходна ситуација. На овие избори сега што ќе се одржат, македонскиот народ нема право повеќе на грешка.